Откриет е профилот на убиците на 5 темина невини жртви во близина на Железарското езеро, соопшти МВР. Информациите од повеќе граѓани се совпаднале, така што МВР веќе го реконструира настанот. На 10 километри од езерото е најдено возилото со кое најверојатно дошле убиците кај Смилковци за да го извршат злосторството. Во 5 темина било пукано одблизу во главите и во градниот кош, велат од судска медицина. Повеќе детали од Миомир Серафиновиќ. Да, Тања, како што кажа, МВР денеска на пресконференција соопшти дека го открило профилот на убиците, на сторителите на петкратното убиство кај Смилковско езеро, но не сакаше да прецизира повеќе детали околу таа формулација. Министерката Енкуловска едноставно кажа дека откриен е профилот на убиците, меѓутоа не и нивниот идентитет. Вториот голем пронедок на истрагата, во согласно со голем број на јавувања кои ги имало на бесплатната телефонска линија 199, второто големо откритие што е најден автомобил кој најверојатно е поврзан со злосторот. Тој автомобил е најден на 10 километри од местото на злосторството и според досегашната обработка на податоците и на трагите најдени во автомобилот, тоа возило најверојатно е поврзано со убиството, меѓутоа МВР не сака да откријат на кој начин е поврзано со петкратното убиство. За повеќе детали ја предлагам да ја слушнеме изјавата од министерката Гордана Енкуловска. Профилот на извршителите го утврдивме, но верувам дека ќе имате разбирање за тоа дека не би оделе со многу детали дури и за нивниот профил, бидејќи потребно ни е време да ги провериме материјалните докази кои ги собравме на лице место, а кои, верувајте се, во навистина голем број и заради комплексноста и заради некои хемиски анализи кои мора да следуваат, бараат определено време. За едно од возилата постојат сериозни индиции дека било на лице место, согласно трагите кои се пронајдени на тоа возило. Продолжуваме и со вештачења и со анализа на податоците за евентуални други возила кои биле во близина на езерото, покрај самото езеро, во поширокиот регион, кои на било кој начин може да ги поврземе со убиството. Успеавме да отфрлиме дел од тие сценарија, односно да ги нотираме сценаријата кои се најмалку веројатни. Така, например, едно од сценаријата кое кружеше во јавноста, за кое се говореше дека можеби момчињата биле сведоци на друго кривично дело кое се случило пред нивни очи, е многу малку веројатна, бидејќи на лице место не се пронајдени траги, а и она што го добивме како информација не сугерира дека непосредно пред ова убиство имамо друг кривично правен настан на лице место. Денеска на јавноста се обрати и представници на Институтот за судска медицина. Таму одржа пресконференција водачот на тимот обдуценти и форензичари кои работеа на петкратното убиство, докторка Билјана Јаневска. Од Институтот за судска медицина потенцира дека сите убиени имаат огнестрелни повреди, дека најголем дел од повредите им се несени во горниот дел на телото, најголем дел од употребеното оружје, значи од тие веќе познато е дека се употребени 3 типа на оружје, имале силна моќ и на жртвите им се нанесени прострелни рани, односно проектилите излегле од нивното тело. Доктор Јаневски истакна дека само кај една од 5 жртви е најден само еден куршум внатре во телото, што укажува на тоа дека е користено оружје со голема пробивна моќ. Предлагам да ја чуеме изјавата од докторка Јаневска. Се работи за огнестрелни повреди, најголем дел во горниот дел на телото. Повредите се нанесени сите со проектили, со голема енергија, односно сите се во главном прострелни повреди. Причината за смрт кај сите од починатите е директна последица на оштетување на важни витални органи. На телата на починатите не се најдени друг вид на повреди, во смисол механички други повреди
нанесени пред или после смртта. Од МВР го повторија своето барање, својата молба до граѓаните да останат смирени и да не се шират тензии поврзани со петкратното убиство. Министерката Јанкуловски изјави дека изминатата ноќ минала мирно без никакви инциденти. Побара доколку граѓаните кои навистина покажале голем интерес според кажувањето на Јанкуловска и доставиле повеќе информации до бесплатната телефонска линија 199, доколку имат некаква информација, слободно да се обратат на таа телефонска линија за да ги споделат со полицијата и да помогнат во истрагата. Студио? Ти благодарам, Миомир Серафиновиќ беше тоа со досегашните информации од истрагата за грозоморното убиство на 5 темина кај Железарското езеро во Смилковци. Убиците ќе ги стигне казна и од Бога и од законот, рече премиерот Груевски во изјавата по утринската богослужба. Со осуда и порака што побргу да се казнат злосторниците и председателот Иванов. И во синоќешната великденска литургија, поглаварот на Македонската православна црква господин Стефан и во своето ноќешно обраќање побара злосторниците да бидат изведени пред лицето на правдата што е можно побргу. Овој настан не погоди до срж. Убиците ќе ги стигне казната и од законот и од Бога, им порача премиерот Груевски на убиците кои пред 3 дена кај Железарското езеро свирепо ги уби Александар Наќовски, Цветан Чоацевски, Кире Тричковски, Филип Славковски од скопската населба Радишани и 45 годишниот Борче Стевковски од село Црешево. По утринската великденска литургија во соборниот храм им изрази сочувство на семејствата на убиените. Овој настан сите нас не погоди до срж. Меѓутоа мораме да останеме исправени и да продолжиме да се справуваме со предизвиците. Сакам да им испратам порака и на сторителите на овој настан, дека кога тогаш правдата ќе ги стигне и казната ќе ги стигне и од законот и од Бога. Ако воопшто разбираат што значи тоа. Правдата ќе ги стигне убиците со порака и председателот Иванов и тој им изрази сочувство на семејствата. Овие денови не можеме да не си спомнеме за убиството на 5 темина и да сочувствуваме со нивните семејства, со нивните блиски. Очекуваме тие тоа што го сториле да бидат пронајдени и да бидат казнети. Македонскиот народ мора да дознае кој пука во неговата младина, порача архиепископот господин Стефан на синоќешната литургија во црковниот храм Свети Климент Охридски по повод големиот христијански празник Великден и ги повика надлежните да ги најдат и казнат убијцата на 4 тинејџери и жителот на Црешево. Па колку и кому да погрешиле, ако погрешиле, а што можеле толку и да погрешат за вака крвнички да бидат покосени. И од ова место и на овој ден повикуваме да се најдат виновниците и да одговараат пред законот и правдата. Мора да знае овој народ кој пука и зошто пука во македонската младост и иднина. Иницијативата на невладините организации Заедно за мир понудија финансиска и правна помош, порачаа дека невладиниот сектор повеќе нема да толерира небезбедност во државата. Доколку не видиме подобрување во однос на нашата безбедност и сигурност, многу скоро ќе ги организираме граѓаните да го демонстрираат својот суверенитет и ќе преземеме порадикални чекори на институционален притисок. Не има многу, речиси цела Македонија, а соочени сме со терор на едномошно мало, но брутално малцинство на силечи, криминалци и убици. Тој терор веќе нема да го дозволиме. Го осудија секој обид свирепото повеќекратно убиство кај Железарското езеро да се стави во контекст на меѓуетничките и меѓуверските односи. Ги повикаа и сите надлежни институции и сторителите да ги откријат и казнат. Серија